сложено, политиката трябва да се тръгне на слово. Меѓутоа, дали е така? Дали наистина, господине Чолаковски, ние имаме сила за това? Дали ВМРО-ДПМНЕ има сила за това? На крај краја, вие со сите сили ја внасяте политиката во скоро. Вие изминатите 10 години меѓу другото, менеджирате со ситуацијата империјска. Да не ме подсетувам, чии член беше господин Крстевски, чии член беше господин Шеровски, чии членови са моменталното ръководство на Чувалското съюз. И затоа е лицемерно от вас да се пара политиката да се тръгне с спортът. Или може би не е така, тук е како што на почетокот рековте, не ме цитира правилно, вие рековте спортот да се тръгне с политиката. Може да наистина на това мислите. И аз предпоследно да направим лапсус. Искрено. Симетрично. Искрено. Поима нема како ќе излезе на крај работата со ФКП. Дали зидот ќе биде по-добар стопанственик од себе? Не знам. Немам никакви индици. Може би ќе биде по-добар, може би ќе биде по-лош. Може би мене сте уште една година сега, бидејќи се пласира во првата лига, игра во првата лига, потоа ќе испади во втора лига. Не знам. Знаете тоа од нас? За да имаме некоја гаранција, треба да имаме некој договор кој ќе биде подпишан од наша страна и сите останали. Ние упорно одиме со член 5. Од изговор дека треба да се скрати времето од сајтот сме, финансирањето на клубот е доведено во прашање и заради тоа мора да оди со пренос на акции од постојниот собственик на наменето. Апсолутно не се сложам. Основната намера на целот беше да ги врати акциите, не да изврши пренос. Повидното враќање проверува да се прекратии се за враќање на акциите, а ако нема друго чаре, тога се за пренос на друг правен субјект. И ние како општина го прифаќаме тоа второто, за да ще изгледа поедноставно, нема само третираме сите ние со ризиците, тому ќе може да дадеме на годишен помор и ќе се релаксираме дали сте се до следното испаѓање од првата лига. Убеден сум дека требаше да се оди според членот 10 од договорот, во кој што стои дека во случај да едностранно раскидување, купувачот треба да ги врати во собственост акциите на продавачот од истите услови и постапка по која преносот е направен преносот на акциите по овој договор. Она што го кажат на починок е дека не знам како ќе се однесе новиот состав. И тук затоа мислам дека оваа точка не требаше да биде вместо 5. Трябваше да направиме програмата, трябваше да ги примиме назад акциите и да започнеме преговори со новиот собственик. За него да му направиме рамка и да имаме некоја каква таква гаранција, молба за разлика од социјална предно за договор, да знаеме што ќе го властиме првоначално да подпише. Денес, може би, трябваше да дискутираме што се случваше изминатите 2 години. Е супер дека зададена општество, организација, форма било како, да тргне напред. После одреден неуспех, прво мора да направи анализа на неуспехот, да извлечи соодветни поуки. И потоа през основа на политика да пресети соодветни мерки. Ние тоа не го правиме. Ние се резерваме понају, едноставно ги забивме главите во песокот и чекаме да не носи матица. Најлогично беше да побараме финансиски испештај од СЕМА
колко има инвестирано и що има направено в изминатите 2 години, финансовски изглежда и от общината, колко има инвестирано и що има направено в изминатите години и да лоцираме къде е вината. Не за да газвиме некого, а може би ќе мораш и некого да газвиме. И да не е тоа основно. Туку за да изречиме соодветна полука каде сме сгрешите за покола и туку да го направиме. Еден советник спомена, требаат средства, ние мора да најдеме средства. Па овој совет една единствена едногласна одлука донесе, а тоа се случи на 35.2014 година, кога е постави рамката за продажба, односно приватизација на ПКПС. И тоа беше единствениот според мене валиден и добар документ кој овој совет го даде за вас со цитирам, меѓу другото што таму стоеше. Основни критериум за избор ќе биде највисокиот понуден износ на минимум годишно вложување во временски период од 6 години, при што понудениот износ не може да биде понисок од 500.000 евра годишно во денеска вредност на 107%. После тоа се што направивме со фудбалот беше катастрофа. Се сроза. Па дури и тие два понудени договори од седма град договори и од Латвијецот беа намалување на област. Еве ќе ве подсетам, кога седма, кој имаше понуден договор, во кој стори дека висината на минималниот износ за финансиски вложувања во акционерското друштво Перикот на годишно ниво е 360.000 евро по денеска. Значи, по договор што седма допълно. А ние, после 2 месеци, сме му дали, што знаете, меѓу тоа предвичате да знаеме дека на седма сме му понудиле договор во кој што единствена оферска да вложи 1 евро годишно. Исто такво менаџирање наше, особено очекуваме нешто да излезе за работа. Со такво подпишување на договори од страна на началникот очекуваме да излезе нешто добра работа. Шанса не. Повторно ќе речем, ја сгрешивме целото став. Подобро да изгледаме тука 10 дена и интензивно да се поставяме, да ги примерме назад акциите, да доставяме финансиски извештаи и общината и црква, да ги разгледаме и да разпишеме нов област за давање на акциите. Со нов договор. Кој што јасно ќе беше што новиот собствен треба да се. Ке не падеше средината на јулици, можемо, меѓутоа, ја имавме рамката која што толку ќе ни гарантираше дека се ќе биде во ред. И да не се залажува. Ако церквата исклучително договор, односно тоа што ние мислевме дека е договор, и годишно имаше вложено по 390.000 евра, нема шанса пенсија да исплатеше прва личка. Значи шанса. Затоа што ќе беше единствен клуб со толкова инвестиција што испаднал од по-високо крак на преводача. Очигледно дека таму е направена клучната грешка. Благодарам.